Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Годинава во Кочани и другите општини нема да се одржи манифестацијата Детски семафор поради кадровски промени на државно ниво. Тоа беше соопштено на состанокот на Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај, на кој се разгледуваа и прашања за поефикасна заштита на учесниците во сообраќајот и за зголемување на нивната безбедност. Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај од Кочани годинава нема да ја организира сообраќајно-воспитната манифестација Детски семафор, а најверојатно така ќе постапат и советите во другите општини во државата. На работен состанок, членовите беа информирани дека од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата пристигнало известување дека сите активности во врска со манифестацијата се откажани поради предстојните кадровски промени. Имено мандатот на членовите на Републичкиот совет веќе ми е истечен, а ќе се чека да поминат изборните активности за да се изберат нови членови. Покрај оваа точка на состанокот се разгледува и активности за поефикасна заштита на учесниците во сообраќајот и за зголемување на нивната безбедност. Согласно предвидените активности на Општинскиот совет за 2019 година, одржување на акција на недела на безбедност во сообраќајот, која што ќе одржиме од 8 до 12 април. Тука, значи, категорија на опфатени учесници ќе бидат пешаците, велосипедистите и мопедите. Очекувани резултати, значи, од оваа акција ќе биде, значи, подигање на јавната свест на сите учесници во сообраќајот, а посебно, значи, апел ќе се стави на учесниците на возачите на мопеди кои што се малолетни, со тоа што од страна на полицијата ќе бидат најпрвено опоменувани, а посебен апел ќе се даде на нивните родители, бидејќи со таквото учество на таа категорија на учесници во сообраќајот следува санкција и за родителот на малолетните деца за неносење на заштитен шлем. Освен оваа активност, членовите на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот во Кочани се договараа и за акцијата за безбедност на пешаците. Следната акција која што треба да ја одржиме е недела за безбедност на пешаците. Таа истата треба да биде реализирана од 22 до 26 април. Тука ќе бидат опфатени пешаците во сообраќајот, а исто така цел на нашата нова акција ќе биде подигање на јавната свест на оваа категорија од учесниците во сообраќајот. Членовите на Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај разговараа и за проблемите во сообраќајот во централното градско подрачје на Кочани, при што беше прифатена иницијативата да се предложи постапка за ограничување на движењето на тешките товарни возила и периодот кога ќе се врши дотур на стоката до трговските објекти. Во наредниот период ќе се контактираат собствениците на продавниците и другите институции и во заеднички договор предлог решението ќе се достави на усвојување во Советот на општина Кочани. Започна комуналното уредување на влезовите на Кочани од кај Подлог и Оризари, а слични активности има и во село Тракање. Во реализацијата на акцијата се вклучени локалната самоуправа и комуналното јавно предпријатие Водовод. Општина Кочани започна да ги уредува двата влеза во градот, од кај Горни Подлог и од кај Оризари. Механизацијата работи на потекот од бензинската пумпа Лук Ойл кон зоната лесна индустрија, каде се расчистува сувата вегетација. Исто така се вршат и подготовки за пешачка патека во должина од околу 1 километар, која во првата фаза ќе води до надвозникот на влезот во Кочани. Потегот ќе биде осветлен и облагореден со зеленило и значително ќе го подобри изгледот. Исто така ќе се подобрат и условите за движење на пешаците и велосипедистите на овој крај од градот. Се планира во наредниот период уредувањето да продолжи до крстосницата кон Подлог. Паралелно со овие активности, комуналното јавно предпријатие Водовод уредува и површина за парк во селото Тракање. Обраснатиот и некорисен простор покрај мостот на влезот во ова населено место ќе биде претворен во мал парк на кој веќе се бетонирани патеки и е поставена фонтана. Според најавите на одговорните, наскоро просторот ќе биде озеленет, а ќе се постават клупи и друга урбана опрема. 50 на метри подолу, по течението на Траканска река се вршат подготвителни работи за изградба на мост, што ќе реши еден долготраен проблем и ќе го олесни движењето на жителите од овој дел на населбата. Поради испуштањето на отпадни води од домакинствата во коритото на реката, механизација на комуналното предпријатие Водовод најавува и негово прочистување.
Нов случај на повреден работник во фирма во Кочани. Несреќниот случај е пријавен во полиција, која извршила увид во околностите поради кои дошло до повредувањето. Во изминатото денонокие е регистриран нов случај на повреден работник, додека извршувал задачи на работното место во фирма во Кочани. Настанот бил пријавен во Кочанската полициска станица, каде пристигнала дојава од итната медицинска помош дека на 1 април околу 8 часот и 30 минути кај нив со телесни повреди бил донесен 53 годишниот ЕХ од Кочани. Според пријавеното, тој се повредил додека извршувал работни задачи во печатница во Кочани. Увид на местото извршила екипа од полициската станица, а се преземаат мерки за расчистување на случајот. Инаку слични случаи имаше и пред околу 1 месец, кога тројца работници во 3 различни компании во Кочани во ист ден се здобија со телесни повреди, при што еден заврши и на лекување во клиничкиот центар во Скопје. Под мотото "Другарувањето со книгите ни е песна", Кочани го одбележува Денот на литературата за деца 2 април. Во салата на Мултикултурниот центар се одржа фестивал на децата, музиката и книгата, на кој настапија ученици од основните училишта од Кочани и јазичниот центар Амичи. По повод Денот на литературата за деца 2 април, под мотото "Другарувањето со книгите ни е песна", библиотеката Искра во Мултикултурниот центар организираше фестивал на децата, музиката и книгата. Во рамките на програмата беше промовирано творештвото на Трајче Кацаров, добитник на наградата Ванчо Николевски за 2018, а се одржаа и литературни средби на учениците од Кочанските основни училишта со авторите Јадранка Клисарова, Христо Петревски, Нове Цветановски и роднокрајните авторки Ленче Стоименова и Славица Цветкова. Целта на овој проект е сите клучни фактори да придонесат во развивањето на љубовта на децата кон книгата и читањето, рече координаторката на проектот Магдалена Кочовска-Салтирова. Денеска со особена чест и задоволство ни е присуството на поголем број автори. Добитникот на наградата Ванчо Николевски за 2018 година, награда која што ја доделува Друштвото на писателите на Македонија, авторот Трајче Кацаров, професорот доктор Мито Спасевски, професорот доктор Христо Петревски, авторот Нове Цветковски, нашите роднокрајни автори Славица Цветкова и Ленче Стоименова. А исто така изработуваме и организираме ликовно-едукативна работилница под менторство на илустраторката Натали Николовска, која што работи како ликовен уредник во издавачката куќа Просветно дело. Ке се реализираат повеќе промоции на книги и фестивалски дел на програмата, во кој што ќе може присутните да погледнат поголем број на драматизации, поезија и музичко-ритмички игри. Во библиотеката Искра се одржа ликовна работилница со илустраторката Натали Николовска, а во текот на денешниот и утрешниот ден ќе биде поставен продажен штанд на издавачката куќа Македоника Литера. Во салата на Мултикултурниот центар, како дел од фестивалот, со музички и литературни точки настапија ученици од основните училишта од Кочани и од јазичниот центар Амичи. За 3 април на програмата е промоцијата на едицијата Најдобрата кинеска литература за деца со авторот Нове Цветановски, литературна средба со ученици од основните училишта во просториите на библиотеката, а во 13:30 часот е закажана литературна средба на истиот автор со ученици од основното училиште Малина Попиванова. Проектот се реализира со поддршка на Министерството за култура и на општина Кочани. Во библиотеката Искра во Кочани беше промовиран романот за деца "Не паркирај гаража" на авторот Трајче Кацаров од Штип, добитник на наградата Ванчо Николевски за најдобра книга за деца во 2018 година. Промоцијата е дел од одбележувањето на 2 април, Денот на литературата за деца. На одбележувањето на Денот на литературата за деца 2 април, а во склоп на програмата во просториите на библиотеката Искра во Кочани, беше промовирано творештвото на авторот Трајче Кацаров, добитник на наградата Ванчо Николевски за 2018 година.
Станува збор за награда која ја доделува Друштвото на писателите на Македонија за најдобра книга за деца во изминатата година. Наградата на Кацаров му беше доделена за романот за деца "Не паркирај гаража". Промотори беа професор доктор Мито Спасевски и професор доктор Христо Петревски, кои ја представија книгата пред кочанската публика. Творчеството за деца само по себе, не знам дали само по себе или поради немарност на критиката или воопшто немарност на теоретичарите на литературата, а може би на оние кои што ги усмируваат децата кон литературата за деца, е малку измаргинализирана, ставена пострана. Па ти се случува дека во однос на сите други дела е да ад акта. Значи се случува од време на време, кога ќе излезе некоја така книга која што ќе го сврти вниманието на читателската публика врз основа на своите содржини и своите вредности, истакнати од страна на рецензенти и компетентни личности, тогаш се свртува и станува дел од вниманието или перцепцијата на оние кои што се стручни или оние кои што треба деца да ги насочат во правец на вредности литерарни кои што ги има и книгата за деца. Јас баш се чувствувам доста расположено и среќен сум поради тоа што сум во библиотека, која што знае што значи книга за деца и што значи наградена книга. И мислам дека и оние кои што се тука дојдени да слушнат нешто за наградената книга од аспект на тоа што во неа има како содржина и на кое место или што представува за македонската литература за деца, ќе најдат исто така свое задоволство во присутноста, пред се нема да им е досадно. Штипјанецот Трајче Кацаров, автор на над 40 книги, од кои 10 се за деца, е првиот добитник во регионот на престижната награда Ванчо Николевски. Во книгата "Не паркирај гаража" се раскажува една социјална ситуација во релациите деца-родители. Содржината на романот почива на вечното недоразбирање помеѓу возрастните и децата. Тоа е мотив што ги окупира и ќе ги окупира многуте светски автори. Во спорот со возрастните, децата користат своји средства, пркос, плач, лутење, додека пак возрастните спорот сакаат да го решат со поуки, казни и слично на нив. Во романот на Кацаров тоа експлицитно е покажано преку ликовите. Детето Лутаджија, Туфеджинката и неговите родители, таткото Стојан, Бабура и мајката Елена Чушка Везена. Присуството на Трајче Кацаров на македонската книжевна сцена го оправдуваат 40 книги, поезија, романи, пиеси, есеи, раскази и поезија за деца. Погреб со смеење е насловот на книгата на авторот магистер Доне Донев, што беше промовирана во Кочани. За да ја напише книгата, авторот бил инспириран од вистинска случка. Инспириран од вистински настан кој се случил пред повеќе од 25 години, авторот Доне Донев ја напишал својата книга Погреб со смеење. Имено станува збор за случка на погреб на еден наш сограѓанин кој, како што ќе рече Донев, беше вистински боем, Стево Ангелов Штеф. Кога авторот Донев и многу други луѓе отишле на погреб на Штеф да му одадат последна почит на блискиот пријател, говорот го читал тогашниот директор на водостопанска брегалница Трајче Трендов. Најпрво говорот бил сериозен за подоцна Трендов да почне да ги кажува случките кои што се случиле меѓу него и починатиот, па луѓето помалку почнали да се смеат, за на крајот говорот да заврши со аплауз и со смеење дури и на најблиските на починатиот. Подсетувајќи се на тој настан, Донев ја создал и напишал неговата книга Погреб со смеење. Ова книга зборува за сите кочанчани поранешни. Ова е поодамна книга започната да се пишува, сега ја реализиравме. Има тука многу случаи во кои што ќе се препознаат сите кои што се опишани. И една е вон Кочани, можеби таа ми даде инспирација, таа е најинтересната. Подоцна на промоцијата ќе ја кажеме, ќе ја прочитаме, која што ми даде инспирација да почнам да ги собирам овие случаи, односно не згоди на кочански начин. Меѓувреме ја најдов и другата тетрадка каде што имам уште 20-тина, кои што не сум ги запишал, но тој се надевам дека во дополнителното издание тоа ќе го напишеме и ќе го објавиме. Мислам дека ќе биде интересно за секој дом, за секој читател. Не е ова книга со претензии да стане научен труд или да стане некоја белетристика. Ова книга може да ја читат буквална смисла од чистач до доктора науки. Значи на мене таа за сите оние кои што знаат да читаат и знаат да препознаат убав хумор. Ова е
во буквална смисла инспирирано од вистински настани. Сите настани се вистински случаи, ништо не е измислено. А е поврзано со штосови, со инспирација на зафракување и така натаму. Овде има и многу случаи што јас сум зафракнал некога, а има случаи што мене ме зафракнале, а били интересни за читателите и за другарите, за пријателите. Промотор на книгата беше професорката по македонски јазик и литература Љупка Стојменова, а рецензент Јане Атанасов. Извадоци од книгата читаа ученици по предметот драмска уметност при Средното општинско училиште Љупчо Сантов. Доне Донев е автор на повеќе дела од поезијата и прозата, како и автор и изведувач на монодрами. Донев е магистер по културологија на темата оризарството во народната култура во Кучани и Кочанско. Тоа е воедно и прв магистерски труд на истокот од оваа област и еден од ретките што се однесува на оризовата култура. Донев е автор на книгата Кај што има бел ориз, има и бел образ, која што и негов магистерски труд, што беше промовирана во 2015 година како дел од програмата на манифестацијата Петровденски конаци. Следува информацијата од спортот. Михајлов и Попов од ракометниот клуб Торо Спорт од Виница станаа младински шампиони на Македонија со екипата на Металург 2 од Скопје. Каратистите на карате клубот Блатец пак повторно со успеси на меѓународни турнири. Димитар Михајлов и Иван Попов од ракометниот клуб Торо Спорт во Виница станаа младински шампиони на Македонија со екипата на Металург 2 од Скопје. Ова е трет медал на Димитар и Иван од завршните Final Four турнири, бидејќи претходно со ракометниот клуб Торо има играно 2 пати во големото финале за шампиони на Македонија во пионерска конкуренција. Нивниот поранешен тренер Тодорчо Николов изрази огромно задоволство од успехот на неговите играчи, при тоа потенцирајќи дека само со напорна работа може да се дојде до посекуваниот златен медал и до врвните успеси. И каратистите од клубот во Блатец, чекор по чекор, полека но сигурно се меѓу најдобрите. Редовното учество на меѓународните турнири им дава можност да го потикнуваат својот надпреварувачки дух, но и да ги потврдуваат своите квалитети, кои се плод на редовните тренинзи со нивниот ментор Дончо Ангелов. На последниот турнир што се одржа во Власотинце, меѓу 400 кандидати од Македонија, Бугарија и Србија, тие се вратија со уште едно ново надпреварувачко искуство, но и со побогато спортско досие. Во поединечна категорија во кати, 5 ниво, второ место освои Ања Ѓоргиева и трето место Нина Пискунова и Марија Ристова. Во екипна конкуренција клубот Блатец го освои третото место во состав Ања Ѓоргиева, Нина Пискунова и Марија Данилова. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.